Вие треба да му понудите на некој информатичар што во просек заработува, не знам, околу 1500 евра можеби. Најверојатно. Ајде, 1000 нека биде, треба да му понудите да дојде да работи за плата од 25-6 нето, бруто е негде до кај 40. Добро, тој проблем го има и другите и компании. Тоа е секаде, така што да, за жал се покажува и истражувања тоа покажуваат дека академската работа станува непривлечна заради финансиските околности кои што се поврзани со неа. Нас џабе не е да не ги покачат само платите. Ако ние имаме луѓе кои што сакаат само со наука да се бават и со истражување, да имаат проекти кои што ќе бидат или финансирани од државата или ќе бидат финансирани од страна на она што веќе сега го нуди Европската комисија. Апсолутно, меѓутоа тоа треба да бидат јасно издиференцирани и за да едноставно секој оној кој што ќе биде во академскиот свет да се најде себе си и да се надоградува и да го пренесе тоа знаење на нови млади генерации. Во тој колективен договор, да, на професорите им е качан 10% платата, но знаете на администрацијата само 1%. А нашиот универзитет во самиот синдикати, по она што е информација или од колегите, се вклучени и на наставниот кадар. Во последните 15 години, во основното и средното образование плати се качани за 60%, а во високито само 20%. Мислам, не, како да нас не треба високо образование. Ако веќе можеме да го следиме трендот во држава.